16 век, Истанбул. Еден бошњак, поради знаењата за војните вештини, прогласен за главен витез на своето време, неспоредлив во целата империја. Но она што навистина го прославило се неговите научни достигнувања, поради кои УНЕСКО го припознал како еден од најголемите умови на Османлиската империја. Ова е приказната за Насух Матракчи. На крајот на 15-тиот век во Високо се родило момче по име Насух. Се прашувате како момче од Високо стигнало до Истанбулскиот двор. Постојат повеќе теории, а една тврди дека неговиот татко Абдулах, имотен човек, бил во можност да му овозможи на Насух школување во дворот. Едно е сигурно. Насух добил прилика да стане ученик на престижната Ендирунска дворска школа, која ги обликувала клучните личности во Османлиската империја. Насух веќе тогаш почнал да се издвојува од останатите. Се истакнувал во науката, уметноста, но и во боречките вештини. Така, неговиот изум Матрак го привлекло вниманието на самиот султан Сулеман I. Матрак е борбена вештина со дрвени палки која на војниците им овозможила да ги усовршат борбените техники без посериозни повреди. Оваа вежба ги унапредила војните методи и станала неизоставен дел од обуката на османлиската војска. Поради овој изум, Насух го добил познатиот прекар Матракчи. Знам што чекавте, да ви ја покажам сцената од добро познатата серија. Ќе ви ја покажам само онаа сцена со Матракот за подобро да ја запознаете оваа вештина. Насух не бил само вешт војник, туку и брилијантен уметник. Неговите минијатури на градовите низ кои проаѓала османлиската војска станале препознатливи како матракчиски стил, оставајќи голема трага на османлиската уметност. Како историчар, ги следел османлиските воени походи, бележејќи го секој клучен момент низ своите дела. За да им ја олеснал работата на државните службеници, напишал многу дела од математичката област, поради што и денес на разни светски универзитети се признава неговиот придонес во развојот на математиката. Султанот Сулеман со декрет го прогласил за главен витез на своето време, човекот кој ги надминал сите во сферата на воените стратегии и боречките вештини. Неговите дела се преведувани низ целиот свет. А во 2014 година УНЕСКО го прославил како еден од најголемите умови на Османлиската империја. А денес, во неговиот роден град Високо, улица го носи неговото име, а минувачите знаат дека одат по трагите на еден гениј. Еден од највлијателните бошњаци на османлискиот период, починал во 1564 година.